Државата конечно ќе реагира и ќе стави крај на безобразно високите и алчни цени за лекување во приватните болници. Јавноста се уште е згрозена од случаите кога на болни авансно им се наплаќаа по 10, 15, а во некои случаи и по 20.000 евра за лекување. Денеска министерот Венко Филипче најави дека ќе има измени во Законот за здравствена заштита, при тоа не прецизирајќи за колку ќе се намали цената на лекувањето. Се донесе одлука да се направи измена во Законот за здравствена заштита, со која на приватните болници ќе се ограничи висината на наплата на финансиски средства за време траење на кризната или вонредна состојба, а што се однесува конкретно за лекување на ковид пациенти. Го слушавме апелот на граѓаните, сепак е криза, има потреба да се користи и тој болнички капацитет и во таа смисла веќе утре на владата ќе го поднесеме предлог измена на Законот за здравствена заштита. Од среда, како што најави Филипче, продолжува вакцинацијата според планот кој претходно е усвоен. Групата на вработените во собрание, од техничките служби, од координацијата го очекуваме интересот од страна на претседателот на собрание во делот на вакцинација на пратениците. Во контекст на приоритетните, денеска во Борис Трајковски беа вакцинирани новинари во организација на новинарскиот синдикат и Сдруженијето на новинари. Вакцинирани се денеска околу 600 луѓе, станува збор за луѓе од критичната група над 40 години и луѓе кои што се со хронични болести. Во однос на останатите групи граѓани и занимања, министерот Филипче изјави дека сега се потребни внимание и трпение, бидејќи вакцини ќе има за сите.